Со недели бродовите на кинеската крајбрежна стража стрелаат со воени топови врз филипинските чамци, изведувајќи опасни маневри и предизвикувајќи судири. Ова е најново разгорување на напнатоста во Јужното Кинеско море меѓу Пекинг и Манила и ќе биде фокус на Вашингтон на 11 април на самитот меѓу председателот Џо Бајден и лидерите на двата клучни азиски сојузници, јапонскиот премиер Фумио Кишида и председателот на Филипините Фердинанд Маркос Џуниор. Многу ќе се разговара. Секако, тензиите во Јужното Кинеско море не исчезнуваат. Тоа беше прашање што беше покренато во повикот на председателот со председателот на Кина Кси пред само неколку дена. Самитот во Белата куќа се очекува да отвори низа иницијативи, вклучително и зајакнување на трилатералната поморска соработка во Јужното Кинеско море. Заедничките патроли се нешто за што веќе на широко разговараме со Јапонија и САД. Се надеваме дека тоа ќе се реализира многу брзо. Администрацијата не ги потврди плановите за трилатерални заеднички поморски патроли, но силно одбрамбено партнерство меѓу двата американски сојузници за справување со агресијата на Пекинг во Јужното Кинеско море е нешто за што се залага Бајден. Тоа е клучен елемент на неговата така наречена минилатерална стратегија за засилување на сојузништвата на САД во Азија, слично на минатогодишниот самит со Јапонија и Јужна Кореја за справување со заканата од Северна Кореја. Има огромни очекувања од Јапонија. Токио беше извор на стабилност и во центарот на многу од овие односи. Американско-јапонското сојузништво е во средиштето на регионалната безбедност. Јужното Кинеско море е витален премен за глобалните синџири на снабдување во Јапонија и одржувањето на мирот е важно за Токио. И бидејќи Филипините се сојузник во одбранбениот договор, напнатоста меѓу Манила и Пекинг на островите Спратли е проблем за Вашингтон. Иако од очигледни причини сме фокусирани на Тајван, конфликтот меѓу САД и Кина останува поверојатен во Јужното Кинеско море. Нема да ескалира во општа војна во Јужното Кинеско море, но воен конфликт на пониско ниво е можен. Самитот е дизајниран да ја привлече Јапонија кон поцврста воена улога во регионот. Токио и Манила веќе се во разговори за договор за реципрочен пристап кој ќе ги подобри заедничките воени операции и обука. Освен на трилатерално ниво, Бајден ќе се сретне одделно и со Кишида, како и со Маркос, со кого се сретна и лани.